Повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Ова недела одиме на едно вистинско патување за сетилата. Дали некогаш сте ја пробале магијата на мексиканската кујна? Без разлика дали се работи за крскави такоси, вкусни енчилада или свеж гуакамоле, секое мексиканско јадење раскажува приказна. Одиме на едно преубаво место да ја почувствуваме ова магија. Дарко, многу сум среќен што ме покани да дојдам кај тебе. Навистина, нешто мексиканско така во Скопје, не знам каде го има, освен кај тебе. Ете, тоа е нешто што го обожавам. Обожавам мексиканската кујна, е нешто посебно. Ама, очекував мариачи, очекував марака, така, сомбреро. Кај се? Мариачи ве ги заборавивме, но мислам дека ќе помина до краја на денот. Добро, окей. Ние готвиме мексичка храна со наши специјалитети. Добро. Кои што не се копирани од мексичка автентична храна, него се изведени на наш начин, правиме домашни тортили, свежо готвена храна. Видов. Со тука се свежо месо, свежи сосови и сето тоа. Браво. Навистина, мексиканската кујна е малку посебна. Не знам во Македонија дали е прифатена, ама навистина премногу вкусна. Не можам да кажам од едно меѓу најдобрите, ама многу е позната. А? Како македонците ја прифаќаат таа кујна, мексиканската кујна? Имаме голем малку лутка, малку така нешто, вкусови што одговарат во Македонија. Има пиперки, има пуно ствари што ги има во Македонија. Не? Да, секако. Имаме голем дел на сличности од македонска со мексичка кујна. Ние сме обожаватели на месо, пред се. Тортилјава е лебот на крајот на денот, сосовите и се до тоа. Исклучиво во овој дел работиме само со тивко готвено месо, кое што е многу познато во Македонија, обично во фурна го готвиме или сачак или се до тоа. Тука ние во печка го готвиме. Произведуваме свежи продукти. Колку сати го печеш? 3-4 сати? Па вака, говецкова се готви 6,5 часа, барбакоава. Добро, 6,5 сати. 6,5 часа, кој што е предобро направено е какао, чили, барбакоа, имате чипотле, пилешко, имате карнита свинско, кое што исто се готви доста долго. Имате мелено чинкарне, овие коеско со свинско, баш добро направено, има 12 вида на зачини. Сите зачини се од Македонија, ништо не увезуваме, сами ги преработуваме. Одлично. Имаме своје чили, имаме намирници доволни за да правиме мексиканска кујна. Тоа е тоа. Имаме добро чили, имаме добар црвен пипер, буковецот можеме да го употребиме исто во секој од јадењава, добро брашно, добро пчинкарно брашно, така да производот на крај е супер. На крај, многу збориме. Ја многу сакам да гледам малку нешто да ми изготвиш, да ми направиш еден убав специјалитет. Што ќе ми готвиш сега? Мислам од имаш идеја, што ќе ми приготвиш како прво јадење. Сакам да видам не само едно, два јадења, таква нешто посебно твоите специјалитети. Па први би почнале со асада. Асада, добро. Ќе направиме свинска мелена асада со мелено чинкарне. И после би завршиле со говедска барбакоа касадиле. Три јадења ќе ми направиш. Третото ќе ви биде салата, кое што ќе биде направено. Нема проблем. Ајде да почнеме. Па да. Повели. Дарко, ќе ми дозволете само да на страна. Не сакам да готвам, ама мора да се ставам така малку позади тебе, за да учам во меѓувреме. А не само ја, а и гледачите да учат малку мексиканска храна. Ова ти се тортиите што ги правиш, да, сами ги произведуваме. Браво. Секој ден работиме со
свежи продукти. Ми кажа ти пшенкарно брашно колку? Имаме 70% ченкарно брашно и 30% е обично брашно. Обично брашно. Браво. Да. Долго време треба да се подпекат? Па готвењето обично на касадава е од 8 до 9 минути, касадилјава е од 10 до 11 минути. Сега ги ставаш за печи и ги пуниш директно? Не, први сега ќе ви го обяснам Добро, целиот извини, процес јас како што Секогаш доаѓа. побрзо секам да знам све однапред, ама полека. Значи правиме вид на бира такоси Океј. со крцкава структура од двете страни. добро. Значи ги преклопуваме. Вау. Епа, тоа може да се каже ти ретко се готви мексиканска храна на тој начин. Навистина во Европа имаш посебни ресторани и све, Ова е еден од да. најтешкиот начин на готвење на Точно. мексичка храна. Точно, да. Зашто сепак ако се прават свежи тортилјеви, ако се изведува се на плотна, значи ова е еден од ако ипак некој пат се случува да имаме премногу гужва, така да одзема премногу време и за печење, Да. за да може целата структура и целата крцкавост да биде на правилен начин и клиентот да добие супер продукт. Квалитетно. Дали е тајна, да знаеме од каде го учеше ти твојот занајд? Не го учеше тоа во Македонија, сигурно. Па, види. Искрено, јас имам работено најмногу во животот со медитеранска и француска класика. Океј. Ама не во Македонија? Не, Не. низ Европа. Низ Европа и каде? Ако не Па, скоро низ цела Европа. Скоро низ цела Европа. Зборуваме од Италија, Малта, Германија, Океј. Франција. И ти си готвач што многу шеташе да го собере занаетот надвор од Македонија и после се врати во Македонија за да го споделиш тоа со сите нас, да кажеме. Ете така, најпаметно. Јас секогаш го кажувам тоа. Навистина, готвач е преубава професија. За да бидеш добар готвач, мора да собереш занает, тајни такви ствари. Македонија е окей, има добра кујна, има добри све, ама нема доволно за да бидеме, како да кажеме, готвач на ниво. Македонија имаме перфектна кујна, само треба малку да се погрижиме да изгледа да дадеме многу повеќе апгрейд, Точно. надокнадување на секој тањер и Да се се тоа што се прави. модернизира Модернизирање малку. на сето Ете тоа. така. Да. Па гледаш, Ова е првата фаза. Извини што те прекинувам. Па гледате, оти во Македонија со македонски намирници готвите мексиканска храна. Само да знаете како да го готвите. Па вола? Секако. Ова е супа, Супа. која што е направена од доматен сос, чили и сето тоа. Супа, како Еден вид на супа, На супа, добро. која што се полива такосот, Аха. за да може да добие структура Океј. и крцкавост. Тоа ќе го омекни сега. Ќе се Да, се омекнува такосот, се впива сите зачини, сето тоа, значи во влегува во лебот, да, во лепче, во тортијата. во тортилјата. Добро. Ето, тоа не го знаех. Ето, тоа е пак нешто комплетно ново за мене. Ја мислев оти све знам, па не, никој не знае све. Секој ден се учи. А многу сум среќен Дарко што ми го покажуваш тоа, а не само на мене, на гледачите. И сега се подпеква. Оставаме некои минута и пол до две, за да можеме да добиеме крцкавост од странава. Го имаме доле. Да. Ќе го превртиш, Крцка. после не. И после тоа, да. Ставаме моментално ова е доматен сос со различни зачини внатре. Добро. Од една страна му се става Домашно. супа, другата страна доматен сос. Добро. Доматен сос. Океј. Сега додаваме кашкавал. Кашкавал. Посебен кашкавал, рендан кашкавал гледам, а од што кравјо обично Кравио со еден. Добро, окей. Не чисто да така да знам, не ми треба да ми кажеш сите тајни, ти после они луѓето ќе си го пратува дома и нема да дојдат кај тебе. Епа, поентата е да дојдат овде. А? После тоа додаваме ова е говецко месо. Говецко месо, добро. Говецко месо варен 6 сати. Варено 7 сати. 7 сати. Готвено со какао и чили внатре. Ете, тоа го слушнав какао. Ти му ставаш какао И во дива мајчина душица. и дива мајчина душица, какао и Какао, чили и дива мајчина душица. одлично. После тоа додаваме ова садова мелено чинкарне. Меруна. Ова е говецко со свинско бешавина. Добро.
доста познато кај купувачиве. Го обожаваат. Тие што јадат малце попикантно. Пикантно, добро. Да. Едно од најтипич... можам да кажам, ова е едно од месава кое што е најтипично мексикански, онака направено со Менено малце, месо. да, Менено. повеќе чили со повеќе зачини и сето тоа. Окей. Зашто ипак за Македонија мораш да најдеш некоја Па, средина со средина, зачини да, и со да. сето тоа, зашто Многу луѓе јадат љуто, ама има и многу што не да јадат љуто. Е па тоа е, треба за се. во секој случај. Точно. Така кажам, како убаво изгледа. А мирисот овде. Ако бевте тука, е па да. Тоа е тоа. А се префрли. Оу. Имаме? Почнеме и од другава страна. Оп. Садава. Окей. Одобро затвараме. Илјава се затвара. Сем после го земаше. Дали се јади тоа со раци или со финушка и нож? Мислам ти подобро е со раци, не? Зависно како сакате, зашто Да. ставаме доста допинзи и сосови, Аха. обично вилушка и нож. Зашто секој допинг и сос е направен според реакцијата на месото, за ублажување на лутина, да се подобри вкусот и сето тоа. Окей. Да добиеш киселости. Така да видов ти на крај става, навистина сос ќе имаш стос секаде по прсите. Многу сакам да си ги лижам прсите пошто јадење, ама тука ќе биде малку тешко да кажеме. Ќе пробам, ќе видам. Ќе видиме. Ќе видиме на крај што ќе биде. Вау, како убаво изгледа. Топ. Ова да кажеме во Мексико луѓето го јадат тоа секојдневно. Тоа е едно јадење што се јади секој ден. Класик, традиционално, мексиканско И кај нас имате луѓе што исто го јадат секој ден. Секој ден? Да, Навистина? да. Па ти сигурно го јадиш секој ден или малку ти е... Па види, мораш да менјаваш, но обично дали ќе биде само месо со салата, дали ќе биде тортилја со зеленчук или сето тоа, Добро. менјаваме и така да оброкот единствено не зависи од ова јадење зашто е свежо и веруваме во него. Точно. Друго прашање, ти што преш мексиканска кујна, дали има мексикани во Македонија? Од јас до сега не Па имате, има? да, имате. Сега Нема да би да чудно прашање, ама да. Посетени сме во овие последниве 4 години од доста луѓе од Мексико, Охо. кои што беа баш изненадени од начинот на припрема и сето тоа, и месово, и внатрешноста, и количинава на порцииве, и изгледот и сето тоа, така да Браво. без разлика мислам дека сме на прав пат На прав пат. Да, и сме доста успешни во моментот кој што го правиме и работиме на него. Одлично. Ти уште му ще влегува, многу луѓето сака да дојдат кај тебе. А? Многу си посетен, па навистина, па место посебно, на супер. Вака сега мора да одиме со сервирање. Мора да Дали ќе одиме со правиме сервирање, е па одиме кад, одиме со сервирање. Се враќаме.
Па Дарко, мислам ти сме на најдобриот момент. Што, се слушува кај тебе. Од вај чекав за да можам да пробам. Ама меѓу време ми направи убав коктел. Што ми направи како коктел? Ова е маргарита чили. Маргарита чили. А денам ми стави малку нешто лутко на тоа. Што имаме внатре во маргарита чили? Внатре имате текила, лайм джус, трипл сек и шекер со чили. Чили. Тоа убаво. Да, добар микс. И се до тоа, значи, доведе до перфектна маргарита. Лути или... Па можете да пробате. Не е премногу луто. Охо. Вау. Да, ставаме добра доза на текила внатре, така да... Ја ќе Мислам пам после. Ќе играм. Ќе ви почне денот со нез. Уа. Тоа ма Но разбудува. имаме добра мексичка храна, така да се до тоа држи баланс. Океј, на вистина е луто. Да. Јас сум навикнат малку на луто, ама ова е премногу луто. Ти ми даде, вау, сила. Одиме сега на дегустација. Ова што беше уште, извини, ја не ги памтам имињата буча многу. асада, Како? со буча асада, Буча со асада. мелено чинкарне. Добро. Да. И ова ви е касадиля барбакоа. Точно. Сосовите што ми ги ставите на крај. Оти гледам ми ставаше сос, ми ставаше салати и такви ствари. Што имаме Имате како сос? каталина дресинг. Каталина. О, Каталина. Да, Добро. каталина. Каталина. Со доматен сос, Океј. чили, внатре имате различни зачини, сето тоа се готви, се става, се лади, се бленда и на крајот се додава вегански мајо. Вегански. Ова е вегански Мајо. Добро. сос кој што можат, мислам, и луѓето со лактоза, за да можат да го Ете, користат. тоа е голем проблем на вистина денес. Луѓето малку имат проблем со алергии и такви ствари. Гледам оти кај тебе на вистина може да се јади од све. Оти на вистина ти правиш селекција на намирници што ти треба со потекло со све. Ова мора да го пробам. Извините, ама многу Како убаво. е? Многу убаво. е. Ти благодарам. На вистина, еден вкус што го нема никаде. Посебен вкус, посебен човек, микс од различни сосови и све, што на крај прави една селина што е преубава. Разиграност во Да. тангер. Фала ти многу. Од првиот залек сум изненаден. Вау. Многу ми се допаѓа тоа. Епа, на вистина, јас сум голем гурман. Господинот овде Дарко ми го разобави денот. Ти благодарам. Имав прилика да прашам еден муштери што беше претходно што беше во меѓувреме како му беше храната, дали му беше убаво и све. Човекот ми кажа искрено, човек што многу патува, ми кажа што ти во ЛА беше во Лос Анџелес и овде беше уште поубаво од Лос Анџелес. Размислите, имате овде во Македонија, во Скопје, еден човек што готви подобро од мексиканите што се во Лос Анџелес. Вау, тоа не може да, За тоа не знам. Треба Па, да проверам. човекот ми го кажа и затоа малку ми беше сакав да пробам, чекав од 2 идеја да пробам, ма на вистина е приубаво. Ова што беше уште? Ајде објасни ми Ова е ти. касадиля барбакоа, Касадиля со говеско барбакоа. тивко печено. Добро. Мене ќе ми биде голем проблем, голем предизвик. Јас да му готвам после. Ти знаете емисијата каква е? Јас доаѓам, пробам што сопстеникот или шефот од местото каде одиме ми готви, а треба јас сега да му готвам нешто за него. Ќе смислиме нешто интересно. Вау. Преубаво. Барбакоа е премногу интересна, Ке мора. многу размислувам. задоволителна за Да. купувачите. И ова е малку луто, а? Да, Охо. секако, па готвено е со какао и со чили и дива мајчина душница. Ке имам проблем, ти сегаш лутото е малку поафродизијак да кажеме. Мексиканите многу деца прават. Мислам ти од тоа доаѓа нешто така да имаат мотивација, нешто. Вау, на вистина. Епа, да не ви препорачувам да дојдете овде, сега правите што сакате после, ама ова луто ми дава идеи. Ќе видиме понатаму, Дарко, те чекам кај мене дома, да готвиме заедно, да ми кажеш малку повеќе за тебе, твоето минатото, твоето искуство и се тоа, а ние одиме понатаму, се гледаме во мојата кухина.
Здраво, добар ден гледачи. Епа, повторно сме во мојата кујна. Мојата кујна. Секогаш ви кажувам тоа, навистина мојата кујна, аме од нашите партнери. Нашите партнери, прво имаме Прима, имаме Унибанка, имаме Нептун, Беко, Кристал, Президент, Карес, Алпско и Ројал Фиш. Без нив ништо не можеме. Не можеме да правиме убава емисија, од имат прекрасни продукти што можеме да ги употребиме секојдневно во нашата кујна и во мојата кујна. Денес ќе направиме нешто малку различно. Бевме кај еден добар готвач, јас така можам да го кажам, оти човекот ме изненади, ми направи нешто малку повеќе люто, малку што ми беше тешко, ама супер, многу ми одговараше. Такви вкусови навистина во Македонија ги немате никаде. Ја ги пробав кај него и навистина се водушевив. Да го викниме, да ми дојде во мојата кујна и да ни објасни малку повеќе за него. Како се вика? Се вика Дарко. Ајде, Дарко, дојди ми во мојата кујна. Здраво, Марк. Здраво, Дарко. Мило ми е што си тука, што можеш малку повеќе да објасниш. Навистина бев кај тебе, во твојот ресторан. Како се вика уште ресторанот? Такос джем. Такос джем. Преубаво беше таму, ни готвеше мексикански специјалитет. Човекот си знае. Имињата и светова да ги памтиш сега, он ќе ги каже оти, мене никако не можам. Пиевте еден убав коктел, оти коктел прави, све прави човекот, е врв. Од каде ти дојде тој занает да правиш така и идејата за да правиш мексиканска кујна? Па вака, на 18 години почнав со работа во кујна. Првично ми беше со работа во Грција по хотели. Ти почна на 18 години? На 18 години. Епа, се гледа каде искуството, од каде доаѓа. Имам скоро 19 до 20 години работа во кујна, која што голем ден, мислам, најголемиот дел ми е низ Европа. Океј. Не само во Македонија, ти си човек што се шеташе малку сега, па навистина да се научи мексиканска кујна во Македонија. Каде се мексиканите овде? Нема. Па имаме мексикани овде, како и да. Работев во Грција, после тоа заминав на практични настави кои што не праќаа преку факултет. Научив факултет од Македонија? Да, факултетот за туризам и менаџмент. Океј. Поминав доста, научив како се прави правилна пица, научив како се работи со француска класика, работев скоро 12 години со медитеранска кујна, делот на критска, хрватска и долу со шпанска, кој што е малце поразлично од овој дел. Исто така, целава работа, знаеш, дојде до момент да ми направи предизвик на 21-22 години, со тоа што станав хед шеф на ресторан. На 21 година? Да, 21 година, кој што... Чекај, извини, многу збори. Продолжи да збориш, ја ќе мора да готвам, ти. Јас сум водушевен од него, навистина. Кога го слушам, вау, не можам да почнам да работам. Оти толку ми кажуваш, многу искусен си, да можеме да кажеме. Ама ја ќе мора да кажеме на гледачите што ќе готвиме денес. Он ми готвеше мексиканско. Да, готвевме барбакоа со карне, со буче асада. Со шо? Буче асада. Со мелено чинкарне за чинато месо. Здраво, добар ден. Океј. Ништо не радам. Ама океј. Јас денеска ќе го изненадам, ќе направам нешто, да кажеме малку слично, една тортија. Епа, во Македонија имаме тортии, со малку пилешко, ќе го сескаме, ќе го пропржиме, ќе ставиме пиперка зелена, пиперка црвена, малку кромит, малку пшенка, малку сос, доматен сос, овде имаме доматов салата, уште од конче ни останува, супер ќе ни биде, зачини, па ти ми беше малку љуто и на крај ќе му ставиме малку кашкавал, рендан кашкавал. Заборев, ми треба уште ќе ставам црвен граф, ќе видиме, ако имам време, ќе направам уште еден намаз, зависи како ќе збори, зависи како јас ќе готвам, ќе видиме. Ајде, продолжи, јас ќе почнам да готвам, оти ми треба. Ајде. Првичното со целово искуство е зашто стекнав добри квалитети и работа со добри шефови кои што ме научија дека кујнава е едноставно колку работиш толку повеќе добиваш. Ете, чудно, а навистина така е. Колку работиш толку повеќе добиваш. Самото искуство си го прави своето. Сите мислат ти шеф си така брзо. Така ми е чудно што ти на 21 година дојде шефот. Ти шеф ти треба искуство, ти треба години позади тебе, треба многу ствари. Целото искуство беше со тоа што имав многу добар учител во Грција, кој што имаше школа за гастрономија.
И баш онака имав среќа да стекнам хотелско искуство кое што видов премногу продукти кои што ги нема во Македонија, се сосретнав со премногу различни кујни. Така да дадов челендж на самиот себе да почнам. Јас И навистина до денеска работам со истиот предизвик, секој ден. и те разбирам, оти јас го памтам кога дојдов во Македонија пред сега 11 години, ми беше тешко да готвам на мојот начин. Пред 11 години немаше сите намирници што ги имаме сега на пазарот. Затоа и разбирам како ти порано отиде надвор од Македонија да учиш и да го совршиш твојот занает, оти навистина во Македонија беше ограничено. И повеќе од сега. Сега уште младите можат да учат и да прават многу ствари. Лесно, оти ги имат намирниците, ама порано, браво. Океј. После долго искуство и патување во Европа, се вратив в Македонија. Беше првото работно искуство во Македонија, да кажам, работев во Аврора. Аха, Аврора. Да. Океј. Хотелот во Берово, живеев таму. Имав супер искуство и супер колеги. Добро, кога беше тоа? Пред 10, 12, колку години? Не пред 10, 12, пред 6 години. 6 години, добро. 6 години, да. Работев година и пол, се вратив, мислам, дојдов пак во Скопје. Океј. А работев за IT компанија, бев приватен шеф на програмери, кое што беше супер работно искуство. Немав ограничување спрема кујнава и знаеш онака кога можеш да располагаш со артикли и сето тоа да го понудиш на луѓе, баш супер ефтино. Уживаш во готвењето. Исто, се разбирам, да ти кажам право, знаеш, оти и јас сум како прајвет шеф, да кажеме, надвор од емисиите, готвам за добри за луѓе и све тоа, му готвам дома, му правам пуно ствари, а кога ти остава така раците со отворено мене едноставно, да. Добиваш. Да, тогаш уживаш. На вистина. После тоа дојдов до заклучок дека сакам да отворам нешто на 31 година. Браво, секоја чест. Мене, да. Јас гледам пак со моето искуство што го имам овде, да се отвори кафана, ресторан и све во Македонија е малку тешко. За жал денес има големи проблеми со персонал, со такви ствари. Секако, треба да се снајдеш, ако ти не ти доаѓа персоналот, треба ти да го направиш. Епа, да, тоа е тоа. Ке работиш така. Епа да, за тоа. Ке работиш. Дали 14 часа во денот, 16 или 10 часа? Мораш, едноставно. Ова ќе оставиме позади, ќе продолжиме со пиперките сега. Продолжи. 2021 го отворив мексичкиот ресторан на Партизанска Такос Джем. Браво. Беше малце тешко со снабдување на сите артикли кои што во Македонија и дојдов до заклучок дека едноставно јас треба да ги произведувам и мешавините за месо и за чините и сето тоа. Што не го немаше тогаш уште? Тогаш го немаше уште во Македонија? Има, но самиот увоз и комплетно за да ја ставиш правилнава цена на артиклот, самата продажба и сакав да биде нешто различно од секое место, направено на мој начин. И секако различни вкусови и сето тоа. Кога си навикнат со тоа намирници од почетокот, после да ги намеш и да ги немаш, и мора да се снајдеш и да најдеш решение како да ги се најдовме решение. Браво. Сега за сега супер е. Менјав голем дел од менијата од почетокот до сега, од меса, начин на готвење на меса и сето тоа, тортиливе исто така ми изгледува, произведувам домашни тортили. Да, тоа ги видов, нека него све домашно. Јас е купечно, тоа е. Немаме време, плюс да ви кажам право, знаете, од јас тестото малку сум скаран со него, се снаоѓам, ама ми треба еден професор. Ја денеска сум почетник, овие што го правам е нешто на брзина што сите можеме да го направиме дома. Он што ни направи беше преубаво. Исто така начинот за како ќе се изведе целата процедура, подготовкава, зашто делумно 95% од подготовката ја правам на дневно
ниво. Секој ден припрема, Секој ден припрема, зашто работиме со свежи артикли. Каква И работа? сето тоа од граф на ауторист, пшеница, гвакамоле. Така да самото изведување треба доволно време, мислам доста време за припрема. Точно Но- така. Браво, На навистина. крајот, еве, више доаѓа и 4-та година. На крајот можеме да кажеме оти е одличен. Оти кога бев кај тебе, имаше еден муштери што си одеше и му прашавжи, господине, што мислите од кујната од што јадевне денес? Ми кажа, да бидам искрен со вас, имам прошетано во цел свет, и во ЛА, и во светоа, Лос Анџелес, и во Лос Анџелес, можеме да кажеме, оти таму има премногу мексикани, Да. и квалитетот што ти го нудиш беше уште поубаво од што го проба човекот таму. И мене това навистина ме водуше. Браво, секоја чест. Оти навистина ти, македонец да кажеме, со што сеташе преку цел свет да преш квалитетна мексиканска кујна, подобро од мексиканите, шапо. Шапо. Користиме квалитетни намирици, домашно произведени. Сите зачини, секое чили се произведува во Македонија. А ако збориме за чили, имаме изненадување за него. Знаев ти ке дојдеше денес? Ја кратко бевне во Доминикана и таму се знае Јужна Америка, све тоа. Они многу сака да јадат љуто, како мексиканите и све. Му донесов, за него нема да ги готвиме денес, оти овие се многу љути, абанеро, мислам ти ги знаеш овие? Хабанеро, Хабанеро, и донесов и други малку што се поспецифични, подолги така. Овие се од другот дел на земјата од Азија, овие се пимонтај, од Тајланд овие се. Мислам ти ќе ужива. Он што ги сака семките и све тоа, ќе си ги насади, засади. Да, можеме да засадиме секако и да произведуваме своји домашни и свој сос. Точно така. Продолжи, извини, јас мора да те прекинувам. Нема проблем. Тоа ми е работата, мора да те... Исто така, секое месо, сите сосови, поточно за месово што го произведуваме, го готвиме на Аха. тивка температура. Да, видов тивка температура, јас мора да правам и 3-4 сати. Минимум 3-4 сати, Добро. за да го добиеме продуктов кој што го заслужува мексичката кујна и правилниот продукт кој што треба да го добие. Точно така. Јас денеска ќе го готвам за 15 минути максимум. Веш имам убави зачини. Се надевам ти ќе се допаѓат малку лутки. Знаете, и овие се од конче уште. Све што имам од конче, чудо. Бев кај нив и уште во секоја емисија да кажеме употребам нивни намирници. Каков дел од Македонија што уште ден денес ме водушевува. Чекај да му ставиме малку сол. Продолжи. Збори. Ипак во Македонија ги има сите потребни намирици за да се произведе добра мексичка храна за наши стандарди, секако. Не можеме да бидеме исти како во Мексико, но малку тешко, ама да. За добра мексичка храна ги имаме сите комплетно намирици. Може да ги набавиме и така да ги најдеме, дали сами ќе ги произведеме на свој начин или ќе ги побараме. Тоа имавме прилика да разговараме. Ти се трудиш на твојот начин да садиш, да имаш посебни така вкусови и све тоа што може да ги најдеш, што ги нема овде и да ги произведуваш така што и тоа ти е идеја нешто така. Имаш сакам во скоро би направил свој продукт од чили. Така да ќе видиме како ходат работиве. Се надевам ти ќе ги садиш и овие, и зашто да не да ги имаме на поголема количина. Не можам. Ова е убаво. Вала. Ова ќе го мешаме немалку. Супер. Одлично. Јас мислам оти полека при крај сме тука, мора да му ставиме малку лукче. Дали се употребува лук? Да, употребуваме мексиканската лук и кујна. кромит, во огромна количина можам да кажам. Добро. Зашто самата свежина, готвењето на месето, сосовите, гвакамолето, домашниот хумус, намаз и сето тоа се прави со лук, дел од кромити. Добро. Производството на свое домашно чили,
Јас не знам дали ти го правиш, јас секогаш на лукот му вадам Ракулецот. средината. Да. Тоа е делото сем што останува во уста, што ти прави да мирисаш малку повеќе време. Киселоста. И киселоста точно. Ете така, додаваме малку лукче. Супер изгледа. Омилено лукче, јас кога го кажам на вистина лукче, сега ќе го така. Хоп. Во сосот. Супер ќе ни биде. Опа. Вуаля. Татам. Му ставаме малку зачини. Овде имам македонски зачини. Ова е Македонска паприка. Тоа е шарена сол. Да? Сакам да употребам, да. Многу добар вкус ми дава на јадењата. Добри сме овде. Да не почнува да гори. Мислам ти полека сме при крај со пилешкото, полека сме при крај со зеленчукот. Кратка пауза, се враќаме на крај. Епа, се враќаме во кујната. Знаете што е да бидете со друг шеф. Тешко. Јас имам идеи, ама и он има идеи. И во меѓувреме, треба ми даде идеи за сос да направиме. Вистина, зборев за граф, црвен граф, мексиканско. Што ќе направиме? Ќе му ставиме малку од гравот во блендер. Домато салса. Така, шеф, така ми кажа? Да. Епа, се учи, секој ден се учи. Јас секогаш кажувам, совршен шеф не знае све. Никогаш не може да кажеш све знам во кујната. Уште денес научив нешто. Ми кажа малку зејтин. Малце зејтин. Окей? Добро. Да му ставам малку сусам внатре, може? Може. Оп. Вака. Замена за тахини. Да, ќе му ставиме малку шарена сол. Имаме нане, ставивме нане, Макдоналдс, малку да може да му ставиме? И тоа може? Секако. Ајде, супер. И одиме сега за блендирање. Малку сол, бибер, не? Може. Може. Да, во секој случај. Ајде. Валя. Многу лесно, многу здраво и сигурен сум е многу и вкусно. Многу ми се допаѓа, на вистина. Тоа ќе даде свежина на тортијата. Да. Браво. Фала многу. Повели и друг пат, Марк. Да. Хап. Одиме сега. Браво. Многу брзо, плюс со нашиот Брзо, блендер од лесно и Беко, на све. вистина многу ми врши работа. Имаме здрава, вкусна салса за тортија. Вкусна, здрава салса тортија. Само со А на крај. Браво. Вау, многу ми се допаѓа, на вистина. Сега, па мора да се проба. Хепс. Малку е течно, еми на вистина. Ако оставиме там. Со тајмингот на печењето мислам дека ќе биде супер. Топ. Ајде, одиме сега да ги завршиме тортиите. Јас го направив со големи пачиња, може да ги сецкате малку потенко. Јас сакам нешто дебело како мене, така. Мора да има нешто за јадење. Вака. Едно. Одиме со пиперките. Добар сум до сега? Супер. Да. Може уште една емисија да направам? Да готвење? Секако. Да? Ќе готвиме нешто ново. Многу ми се допаѓа. На вистина, да видите така со некој шеф искусен, што ви кажува, што ви споделува неколку идеи, неколку тајни, нема цена. На вистина, тоа е нешто што е врв. Ете, малку кашкавалот и тоа е обавезно кај тебе. Ја не му ставив бујон ни сос на тортиите, ќе ги ставиме малку во печка, да се стоплат, да се топи кашкавалот, да кажеме, на пиперките и на пилешкото. Затоа направивме сосче. И сосчето на крај, ќе ги ролуваме и ќе ги јапаме. Лапаме. Топ. Одиме во печка. Вуаля. Ке се. Во меѓувреме, да чистиме малку. Па имаме поклони.
Не дојде за ништо во мојата кујна. Во мојата кујна, секоја недела, кога доаѓате, имате поклони. Поклони од кој? Од нашите партнери. Ајде. Ова може да стои тука, мислам од масата е околу чиста. Супер, ајде. Први поклони ни дојдоа се Унибанка, сите ги знаеме. Банка, што правиме во банка? Даваме пари, земуваме пари, поземуваме пари. Они се специјалисти за тоа. Унибанка повели нашите партнери за тебе убави поклони од нив. Кристал се знае. Без нив не може да се готви. Имаме зејтин, имаме оцет, маргарин, имаме тан, нечисте, чисто е, ма не шисте. Да не повели. Не шисте. Карес. Ги знаеш карес? Да, карес. супер. Све за кујна, за декорација на маса и за пуни други ствари. Имаме денес еден убав поклон за тебе, еден ваучер од 1000 денари. Може слободно да одиш кај Беко. Таму во тој дали е Беко карес, Изгет мол, Сити мол, Диамонт, исто во Битола. Малку далеку, ама можеш и таму. Благодарам премногу. Повели 1000 денари да кажам. Валя. Не 1000 евра, 1000 денари. Супер. Уште имаме? Па уште поклони, тоа е тоа. Многу сака да се врти моето микро. Ама тука е. Royal Fish. Нареден пат ќе правиме рецепт со нив. Ги знаеш Royal Fish? Да. Имат димен краб, димена пастрамка, ладна димена, топла димена и обезкостена пастрамка. Филетирана. Многу лесно за сите што сакаат да готват брзо дома. Филетирана пастрамка во тава, лапни голтни. И кашкавал, па го употребивме сега од президент, сирење, салакис, имаме лапне, имаме алпско, имаме пуни намирници од президент, уште еден убав поклон за тебе. Благодарам, Марк, премногу. Повели, тоа се поклоните, сега најубав поклон е во рерната. Да го завршиме тоа и ќе видиме, нема ке, сме при крај. Хоп, да го вадиме. Кашкавалот. Супер изгледа. Браво. Се топи. Одлично. Сега да не се изгориме. Да земаме еден убав тањир. Вака. Марку, пшенка, обавезно. Мексиканска кујна без пшенка не оди. Заборавивме чили да ставиме. Не заборав. Јас намерно го заборав. Оти Марко ми беше да ти кажам право љуто кај тебе, а одлучив од тогаш да не јадам више љуто. Ама супер беше. Супер. Оп, салсата. Каде? Тука ми е. Не, ова е употребена. Нова лажица. Ова се вика Final Touch. Хап. Така. Како до сега? Океј? Ме бива за мексиканска кујна? Секој што сака може да научи. Мислам оти ова. И може да направи секако. Го направиме вака. Хоп. Ќе оставиме во тањирот. Едно. Јас мислам оти многу ги напунив. Супер изгледа. Ќе имаме за јадење. Што ќе биде? Ако го јадам сега тоа, нека можам више да зборам. А ќе мора да се поздравиме да биде крај од емисијата. Хајде да го пресечиме на половина, само чисто да видиме внатре како е. Дали е ова мислам оти е прекрасно. Ти се допаѓа? Да. Ние Супер и вкусно изгледа. чекам одвај да го пробам. Гледа, стои тука. Ние ќе ви кажеме здраво, ќе се поздравиме, ќе му кажеме се гледаме наредната недела, да не заборајте да не следете на сите социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram, на YouTube, секаде на сите мрежи, социјалните мрежи. Тука сме со Дарко, тука сме за вас.